На 25 километри од Велес, со атар од 16 квадратни километри, 800 хектари плодно земјиште, 600 хектари пасишта, 400 хектари шуми, со 500 жители, селото Извор е средно село по големина по следното течение на река Бабуна. Бев во Германија на печалба, 15 години, со тие 100.000 марки изедов неколку машини, постепено почнав да работам и да се развива па. И тоа е полека, купив уште некоја машина, вработив 8 души и сезонски имам 5-16 работници. Имав околу 720 кила тутун и зедов околу, то се давање ова што ќе додаат, околу 12.000. Од земјоделие работам житарица, пола ми е околу 80 хектара пченица, 80 хектара јачмен. Па со работата сум, со пластманот, не сум задоволен прибидејќи че не го земат, не го плаќаат. За орање трактор немам свој. Не баравме порано кредити, не можевме да допреме до кредит во никоја дадена ситуација. Многу требаше да вложиме, ако треба да земам 10.000 евра кредит, треба да имам покритие 50.000 евра. Такво нешто немам, земја на моје име немам. По колку пари од килограм одеше јачменот оваа година и колку одеше пченицата? Јачменот одеше по 13 динара и пченицата со седедеве по 14. Колку пари се имаш вложено за овие хектари за да стаса до жетва? Имам вложено околу 15-20 илјади. Колку е на овој киријата, колку плаќаш за орање и колку? Од 400 до 500 денари плаќаме зависно од нивата. Орањето е 500 денари од декар. Жетвата? Жетвата 600 до 700 денари зависи. Порано дека колку имаше грла овци, колку имаше крави, колку... Овци имаше, ако не повише, да не речем околу 10 илјади. Овци имаше, говеда имаше, ама отидоа старите, отидоа говедата, отидоа сето веќе сега. Имав стока јадра крупна, околу 120 глави крави. Млеко правив сирење, канти, одеше убаво сирењето, се трошеше се, само немав сточари. По 300 евра ги плаќав двајца, плюс хранарина. Џабе, кога водат на вокот му го дал телето. Не ги напоил вода, гледав не биваше да се мачи со стоката. Не можем да стасам и ја намаливе продадов. Во селото Извор може убаво да се живее. Ако земе патов да се направи, оде што ви кажа Патов, ќе има убава живеачка.